Ајде, добре, дојде во Ташмаруништа. Ајде. Село мое. Млад вози вози крстосуе патој. Ајде. Не сум очекувал такво чудо да има тука во Македонија. Ајде, ајде. Ајде да се љубиме, времена не губиме. Ајде да се љубиме, времена не губиме. Што за теа фристајле? Тоа е Джота, таки фристајле. Колко е златен? Колко е златен? Това е битно пари, медал зедоја ми пека. Може да медалове? Зедоја. Медали, а тоа за тя поломка? И си ги дере. Јајчно користам. Овој пак користи на шорте. Ја користам тактикал. Тактикал е 100 пати појако. Не, тактикал 120, 110. Ја не можам да шорте. Ја само филтер пак користам. И филтер пак користам, иначе... А зависи, и сив да имам ја сив пак да најдам, сив тактикал, сив так да дадам. Не мисле што ми направат зубо. Дабл пампи на инфо и тактикал пример, а се само тактикал и на това. Защото се SMG, да. И ставяш Тука негде е сакал да биде. G7 ли? А? G7. Не бе ме чукнам, ми вика, ај сега ќе одиме за 5 минути. Чекај, не другиот избега. Застани. Оти бегате, ве деца. Оти, чекај овој другиот. Кажете нешто за Македонија. Кај си Македонија? Кажете нешто. Че чуваме, че пазиме. Убави деца. Браво. Ајде. Ке ставам вака е подобро. Ке ви има во кадри на почеток, на крај. Твајца да ја ставиш на кадар. Да е Брижит? Што става кај? Слушајте, добро? Добро. Ке биде. Да ја зачувам се камера, да не ми прави некој проблем. Јас планирав и подобро да. Супер, да го супер. прочитам. Ако. После не знам како ќе биде времево. Ги молам представниците на манифестацијата, на институциите на власта, здруженијата, партиите и граѓаните да положат цвеќе на спомен обележијата во Ташмаруништа. Лебното жито се собира и мери. И во екот на таа работа жешка, од горското начелство им дојде глас
Оставајте работа. Борбата не чека, со која од робството ќе се бара спас. Испрегнете коњи, оставете вили, грабнете убојно оружје врака, стапувајте сите во своите чети, родината тоа од вас го сака. Утре, на Илинден, што кај нас се слави, на пророкот Илија празникот е тој, ќе започне борба која ќе се помни, кога робот станал господар свој. И со таа борба, крвава, но честна, ќе скинеме пранги, ќе скршиме гнет, тиранот ќе падне, слобода ќе светне, и ние сме луѓе, како сиот свет. Со кренати глави под алово знаме, во неравна борба влегуваме смело. За слобода мила ќе гинеме храбро. Тоа е заложба за нашето дело. И чедата наши, што по нас ќе дојдат, со гордост ќе зборат за предците своји. В македонска земја, слободна и среќна, како вечен символ Илинден стои. Да, драги пријатели, токму со стиховите од песната Илинденска на нашиот познат историчар и литерат Петар Аврамовски, инаку роден ташмаруништанец, го започнуваме овогодинешното чествување на големиот празник Илинден, кој, како што напишал авторот, е вечниот символ на македонскиот непокор во борбата за слобода. Звукот на црковната камбана, истата она која пред 115 години ја најави големата битка што се одигра токму овде, како дел од големата македонска Илинденска епопеја, овој пат ја најави големата Илинденска прослава и чествување за кој настан денес сме собрани токму овде. Додека се одава почит пред заедничката гробница на 19-те загинати илинденци од Ложани и Драслајца, таа им одаде и посебна почит на сите загинати борци за слобода во Македонија.
со звуците на химната на Република Македонија, символот на нашата држава и државност, го започнуваме нашето чествување. Утро на Илинден 1903 во Ташмаруништа. Осамнува Илинден 903. Црковната камбана милозвучно бие. Чиниш го најавува денот нов Господов, што во спомените гнездо ке си свие. И порој од народ во црква се слева, на светата служба што тука се служи. Благослов да земе за борбата честна и на страдалните утеха да пружи. А во станиците пред црквата стојат во 4 чети достојни и скромни, со кренати глави кон празникот Божји, за век и веков ке се помни. Напред војводите исправени смели, под алово знаме што гордо се вее, решени јаремот робски да го скршат, за слобода желба во душа им тлее. Началникот Ристо застанат пред стројот, пламенна беседа сред народот држи, повикува борба неравна, но честна, ова робство клето еднаш да се спржи. И четите први причесна ке земат, и клетва ке дадат за верност кон дело, со завет во борба за слобода мила, за спас на родина да се впуштат смело. Додека и вторава песна на нашиот сограѓанин Петар Аврамовски практично, како и пред 115 години, сме воведени во денешново чествување и затоа го поканувам председателот на Советот на културната манифестација Илинден Ташмаруништа, господин Богоја Ѓорески, да не поздрави и да ја отвори манифестацијата. Добар ден, мои маруничани. Добар ден, мои македонци. Добар ден, мои маруничани. Добар ден, мои македонци. Мој народ е македонски. Ево, по 70 пат во нашево село Маруништа се организират прослава на Илинден, на обата Илиндена од 944. Се надеваме дека и во иднина ќе го славиме овој Илинден во нашето село, во нашата Република Македонија, со македонски народ, без придавки, без именки. Да живее Македонија, да живее македонски народ, да живее нашиот писател на партијата Мисковски, да живее нашиот писател Ѓорѓе Иванов, да живее македонски народ напред. Му благодариме на председателот на манифестацијата господин Богоја Ѓорески и на бината го повикувам господин Стојан Ѓоргиев, почесен председател на ОМО Илинден Пирин. Почитувани браќи и сестри македонци, радосен сум премногу да бида присутен на овој свечен чин на 115 годишнината од славното Илинденско востание, кога нашите предци се изборија за првата република на Балканот, Крушевската република. Ние знаеме заветите на Гоце Делчев. Овој кој се бори за присоединување на Бугарија, на Македонија кон Бугарија, Србија или Грција,
той може да се смята за добър българин, сърбин или грък, но не и за добър македонец. Ние, македонците от Пиринския дел на Македония и в България въобщо, къде не има около 3 милиона души, мислихме дека после падането на Тодор Живко от власт дошъл е и нашия момент да кажем дека и ние сме свободни македонци. Защото в тоталитарния режим на България много македонци бяха убийни от кръволока Иван Михайлов, а много други минаха по затворите и логорите на България, както и аз 2 пъти по 4 години затвор от македонец. Почитувани браќа, за Македония много може е зборен и много да се збори, пишуване и папки се пишуват. Но ние, днешните македонци, трябва да се спротивоставяме на днешната влада, коя се бори за унищуване на Македония, на македонския език. Подпиша договор с България, а българите не признават дека има македонска нация, македонски език. Тук е болката на наши македонците от Пирино. Не признават като македонско малцинство, но ние продължуваме борбата. Да живее Македония! Му благодариме на господин Стојан Ѓоргиев и на бината го повикувам господин Тихомир Стојановски да ни се представи со една негова беседа. Мир вам! Народот што седеше во мрак виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна им огреа светлина. Од тогаш почна Исус да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Блажени сте вие, кога ќе ве гонат и прогонат, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во Божјото дело и дека праведна душа имате. Како оној што ме испрати да бидеме негови представници на земјата, да ви се придружам дојдов. А знаете ли вие, македонци, дека кога дојдовме во Македонија немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме освен вас самите? Така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја, така што нема потреба ние веќе да зборуваме. Старото име од антика за Бог на македонски е Драи Патер. Тоа значи небесен Отец. Ах, колку си не возлюбил татко наш, си не запишал о Божјото Слово.
Пишано е во Библијата дека Бог ги дава имињата на народите. Бог што составил човек да не разделува. А нашиот татко запишал: ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. Апостолот Павле вели: по тоа видение ние разбравме дека Господ не повикал там долу Македонија да го шириме светото Евангелие. Бог запишал македонец, македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Два народа се важни во Светото Писмо. Евреите, кои се народ кои имаат завет со Бог, и македонците, тоа сте вие, кои сте го повикале Бог: дојди во Македонија и помогни ни. Така дојде христијанството, низ Македонија помина. Бог понатаму вели: ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Македонија е избран сад, возлюбена од Бог. Бог ни дал име. Бог не запишал. Тој не создал. Кој сака да не избрише? Македонец е име, народ, именуван, создаден и запишан од нашиот небесен Отец. Кој сака да не избрише? Дали ние сакаме да се избришеме? Дали ние ќе се откажеме од нашиот небесен Отец? Ќе го избришеме своето име? Ние остануваме македонци. Бог дава право на избор. Го создаде Бог човекот од прав земна. Му дувна во душата дух животен и човекот стана жива душа. Потоа Бог дава право на избор. Ние избираме. Го избравме Исус Христос. Дојде во Македонија, ни помогна, се прошири Евангелието, остануваме македонци, остануваме благодатта Божја дадена на црквите македонци, остануваме оние македонци кои не запишал нашиот небесен Отец. Татко наш, ајде сите заедно: Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Ако е Негово царството, и славата, и силата, Негови сме и ние, македонците се Негови. Тој не запишал да именувал: Татко наш, во името на Исус остануваме македонци. Но Бог е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Пишано е: простете и ќе ви биде простено. Пишано е: моли се за непријателот свој. Благословувајте ги оние што ве колнат и молете се за оние што ве навредуваат уклонат. Ние македонците победуваме со љубов, како што Исус велеше: победи го злото со добро. Ние сме народ возлюбен од Бог. Те сакаме Господи Исусе Христе. Потребен си ни повторно, дојди во Македонија и помогни ни. Остануваме со Тебе. Остануваме како што си ни именувал и запишал. Остануваме македонци. Амин. Татко наш, во името на Твојот Син Исус, ја предавам Македонија во Твои раце. Знам дека не љубиш и се грижиш за нас. Те сакаме, Господи Исусе Христе, да сте ми живи и здрави. Илинден, Илија е старозаветен пророк, стар 900 години пред Исуса Христа. Заре можеле македонците да го познаваат и да го слават Свети Илија, ако не постоеле токму од тоа време? Тоа се сопаѓа со Каран и првата македонска земна династија од Античка Македонија. Ние не сме туку така.
не сме некои дојдени постмакедонски идентитети. Нашите соседи треба да научат од нас како се љуби. Македонец е човек запишан од Бог, кој љуби, кој простува, кој пее, се радува. Тоа е македонец. Дали сме такви ние? Македонија останува со љубов во срцето. Амин. Благодариме на господин Тихомир Стојановски и на бината го повикувам господин Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМНЕ. Господин Мицковски, повелете. За мене представува особена чест и гордост што сум денеска меѓу вас, овдека во Комитско ташмаруниште, на овој прекрасен ден, да имам оваа можност да ви го честитам големиот празник Илинден и да го честитам големиот верски празник Свети Илија, да ни е напомош на сите нас, да ни донесе радост, среќа, берекет, да ни се вечни и вековити Република Македонија и сите вие. Денешниот мој говор ќе го започнам како што точно пред 115 години во станичкиот Илинденски штаб во манифестот напиша: браќа, земјаци и мили комшии. Овие зборови го означија почетокот на револуционерното востание на илинденците точно пред 115 години. Сонував еден сон, а тоа беше сонот на мојата генерација, да ја види оваа држава горда, достоинствена, исправена Република Македонија. И сега на крај, нема да ви дозволам да ме разбудите во кошмар. Ќе го досонувам јас мојот сон и ви верувам ќе ве поразиме жестоко, што нема да знаете што е snašlo, дали тоа ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори. Да ни е жива и здрава Македонија, да сте ми живи и здрави вие.